Денеска имаме пријатна должност да во присуство на председателот на постојаниот избран суд арбитража при Стопанската комора на Хрватска, председателот на арбитражата на Словенија, професори од правниот факултет од Србија и се разбира професори од правниот факултет и членови на председателството и адвокати од Република Македонија, да одржиме втора меѓународна арбитражна конференција. Целта ни е да овие конференции ги одржуваме барем еднаш во годината, да станат традиционални и целта ни е да ја популаризираме арбитражата како еден од можните алтернативни начини за решавање на споровите. Минатата година имавме една успешна конференција меѓународна, исто така и оваа година е ова конференција меѓународна. Ќе разговараме за актуелни теми од областа на арбитражното право, како што се прашањата за арбитрабилноста, прашањата за договорот за арбитража, прашањето за правилата на нашата арбитража, правилата на другите арбитражи, поништувањето на арбитражните одлуки и низа други прашања. Меѓу другото ќе стане збор и за трошоците на арбитражната постапка, предностите на арбитражата во однос на судските спорови. Значи, ќе имаме презентери од повеќе држави, ќе имаме и се разбира колеги кои што ќе презентираат актуелни прашања од арбитражата во Република Македонија. И на овој начин сакаме да ја доближиме што е можно повеќе арбитражата до субјектите, до конзументите, затоа што арбитражното судење представува навистина еден вид на судење каде што има низа предности во однос на судењето за споровите кои што ги водат граѓаните и стопанските субјекти пред државните судови. Во оваа прилика би сакал да кажам исто така дека бројот на споровите што ги имаме пред нашата арбитража не е така голем, но нивната вредност е голема и она што е на општо задоволство, тие спорови кај нас не траат долго, од 6 до 12 месеци, и она што е најважно, сите до сега одлуки кои што ги има донесено нашата арбитража се извршени. Така да во тој дел, значи, навистина имаме ефикасност. Целта ни е бројот на споровите кои што ги добиваме тука да биде што е можно поголем и се разбира субјектите да бидат задоволни од нашите одлуки кои што ги носи нашата арбитража. Пред нашата арбитража странките може да договараат и да избираат арбитри, не само наши, и она што е најважно, јазикот на кој што може да се води постапката е јазик кој што овозможува странките да се договорат за јазикот, странките може да се договорат и за примената на материјалното право за кое што денеска ќе стане збор, а правилата се наши, седиштето на арбитражата е во Скопје. И исто така, она што е значајно, тоа е дека одлуките кои што ги носи нашата арбитража се правосилни и не само тоа, него тие одлуки може да се извршуваат и во странство, затоа што ние сме потписници на Њујоршката конвенција која што имаат потпишано и ратификувано повеќе од 150 држави во Европа и во светот. Само би истакнал, имаме низа предности кои што се во однос на судовите. Тоа се прво, постапката е едностепена, одлуката е правосилна, странките може да договараат меродавно право самите, понатака постапката трае многу пократко, понатака може странките да избираат јазик, странките може да ги именуваат арбитрите, секоја странка може да именува по еден арбитар, арбитарот не е застапник на странката, тој е независен, а председателот на арбитражниот совет го именува председателот на нашата арбитража, кој што води сметка да биде навистина компетентна личност, која што нема да дозволи да се донесе било каква одлука. Исто така, една од предностите на арбитражата е тоа што странките покрај тоа што може да договорат меродавно право за суштината на спорот, тие може да договорат спорот да се пресудува по принципот ex aequo et bono, што значи по принципот на правичност, но исклучува ако странките така се договориле. Против арбитражната одлука нема можност за изјавување на правен лек,
постои можност само за изјавување на тужба, со тоа што практично значи за поништување на арбитражната одлука, меѓутоа можностите за нејзино поништување се многу редуцирани се причините за кои што денеска ќе стане збор. Нашата арбитража води спорови со странски елемент некаде од 1992 година по распадот на Југославија. До тогаш постоеше само една арбитража која што судеше спорови со странски елемент. Тоа беше арбитражата во Белград и надворешно-трговската комора на Југославија. Другите републики и покрајни нема можност да судат спорови со странски елемент, а сите има арбитражи, но тие судеа спорови без странски елемент. Денеска исто така може да се водат постапки и за спорови со странски елемент и без. Од постојањето на арбитражата во Македонија од 1992 година до денес ние имаме некаде околу 30-35 спора. Тоа е многу мала бројка, меѓутоа еве гледате самите ние правиме напори да тој број се зголеми, но она реков што е важно, тие спорови се сите со најголемиот број од нив се спорови со странски елемент и второ, тие спорови се со прилично голема вредност. Ние сме имале спорови по 10 милиона евра, по 7-8 милиона евра, кои што завршувале и се извршувале, што е најважно, сите тие се извршувале. Мислам дека во регионот најдобро веќе имате прилика вие да го чуете професорот Дика, тој е професор на правниот факултет во Загреб, иначе председател на арбитражата на Република Хрватска. Тие мислам дека се во регионот најдобри, не мислам, него тие се најдобри, благодарејќи на тоа што кај нив арбитражата има многу подолга традиција отколку кај нас и во прво време кај нив се водеа доста спорови без странски елемент. Со распадот на Југославија, бидејќи има они квалитетни арбитри и професори кои што беа арбитри во арбитражата во Белград, добар дел од предметите со странски елемент сега преминуваа кај нив и мислам дека они се водечки во регионот. Тоа е дискутабилно дали е популарен или не, него основно е тоа што затоа ги правиме ние овие конференции, да ја доближиме арбитражата до адвокатите, до правниците во фирмите и слично, но има реални причини зашто не е. Вие знаете дека ние станаме самостојна држава 1991 година, до тогаш немаше арбитража со странски елемент. Второ, ние имаме низа проблеми околу јазик, едно друго, и затоа дозволивме во нашите правила да може странците да договарат арбитражата и на друг јазик, да се води постапката, да може да им биде достапна, да можат да учествуваат во водењето на арбитражата, така да можат да предлагаат арбитри. Да, ама периодот не е мал, меѓутоа ние и денеска имаме проблеми во врска со јазик и слични прашања. Така да сакаме треба некои странци да договараат арбитража. И второ, прашањето на стабилноста во регионот, ние сме задоволни со ова што го имаме, затоа што воглавно, јас реков, од сите овие спорови што досега ние ги имаме, најголемиот број се спорови со странски елемент. Така да тоа е сосема добра бројка, а затоа денеска ве гледате имаме големо присуство на адвокати, на правници, и тоа зависи дали странките го договарат, дали нашите фирми се во позиција да можат да издействуваат, да договорат арбитража, да биде нашата арбитража. Воглавно сите одат во познатите арбитражи, Париска, Циришка, Стокхолмска и други. За трошоците ќе имате прилика да слушнете, ние имаме посебни, како и секоја арбитража, има посебни правила за трошоците. Имаме арбитражна такса која што е 200 евра од денарска противвредност и сите други трошоци се одат по тарифа. И сега тука има низа работи за кои што можеме да разговараме. Од една страна може на прв поглед арбитражата да биде поскапа, меѓутоа од друга страна арбитражата ќе биде многу поевтина ако некој спор се заврши за 6 или 8 месеци и вие го наплатите, а ако отидете на суд, ако тоа трае 5 години, 10 години, може субјектот и да го снема, да отиде во стечај и слично. Не, воопшто причината не е во трошоците. Сосема се други причините зашто така. 200 евра само арбитражната такса, значи тоа е еднаква цената со судењето. Со таа разлика што тоа трае подобро. Не, апсолутно. Па со судењето вие имате, например, имате такса за тужба која што може да биде до 1000 евра, па имате такса за пресуда, па такса за жалба, па имате трошоци на постапка до други. Така, па може постапка да дојде во прв степен, втор степен, па пред Врховен суд, па Врховен суд да ја укине одлуката да ја врати на повторно судење, тоа може да трае со години. Има процент на арбитражата? Не може, тоа зависи од предметот на спорот, од вредноста на предметот на спорот. А ако имате некој време или во материјалите ќе можете да видите тоа, тие се достапни сите материјали и тарифата е достапна да се види и денеска на презентацијата ќе имате можност да видите споредби, така да не можете вие однапред да зборувате дека арбитражата е поевтина или арбитражата е поскапа. Зависи кому што, например, некој имаме минатата година или предминатата спор од 9 милиона евра. Тој спор се заврши за 9 месеци и го наплати, тужителот го наплати спорот. После тоа сите други кои што беа доверители
должникот отиде во стечај, останаа со кратки ракави. Да беше тој предмет во судот и денес кога ќе се влечеше, доверително ќе можеше да го оствари своето побарување. Сега замислите вие што е поевтино, што е поскапо од оваа работа. А има само домашни фирми што барат арбитража или само странски? Ja sam Mihajlo Dika, predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ovo je druga konferencija u Skoplju kojoj prisustvujem i osobito mi je zadovoljstvo i čast da mogu sudjelovati u radu i ove bratske konferencije. Mi u Zagrebu održavamo svake godine Hrvatske arbitražne dane, već 23 godine. I zahvaljujući tome imamo nešto više posla nego što imate vi pred vašom arbitražom ovdje u Makedoniji. Zašto arbitraža, između ostaloga? Zato što je, kao što je rekao profesor Janevski, arbitraža bitno brža. Arbitraža je često puta kvalitetnija jer stranke mogu izabrati ljude u koje imaju povjerenja. I arbitraža se može, ako je donesena arbitražna odluka, ako je donesena u sporovima sa međunarodnim obilježjem, može se priznati i izvršiti praktično svuda u svijetu, za razliku od sudskih odluka. Što se tiče ovog našeg regiona, mi moramo biti svjesni da postoji svjetsko arbitražno tržište i da postoji velika konkurencija. I da moramo nastojati da ove naše institucije koje imamo maksimalno koristimo, između ostalog i zato što one pružaju bitno jeftinije arbitražne usluge nego recimo neki centri u Parizu, Beču, Milanu, Stokholmu, New Yorku ili nešto drugo. Često puta se može ugovoriti jezik na koji se poznaje, može se ugovoriti pravo koje se poznaje, koriste se domaći advokati i povećava se opća razina te pravne kulture, jer pitanje korištenja arbitraže je i pitanje razine pravne kulture. Mi u Hrvatskoj imamo možda nekoliko puta više predmeta godišnje. U posljednjih 20 godina smo imali vrijednost predmeta sporova koje smo riješili od otprilike 700 milijuna eura. Sad je najveći spor koji vodimo $40 milijuna. To su ozbiljne stvari. Rješavali smo ozbiljne građevinske sporove koji u vezi sa ovim autocestama koje smo gradili po Hrvatskoj. I ono što je vrlo važno, ni jedan arbitražni pravorijek, odluka, presuda u posljednjih 15 godina nije bila uspješno pobijena. I sada, što učiniti? Dakle, ova konferencija ima za svrhu da promovira ideju arbitražnog rješavanja sporova, ali treba dopreti do onih u firmama koji o tome odlučuju, do direktora, do komercijalista. Oni moraju shvatiti do koje mjere im je važno da ugovaraju arbitražu umjesto nadležnost državnog suda. A to je strašno jednostavno. Umjesto da kažu bit će nadležan Stopanski sud, ne znam gdje, trebaju reći bit će nadležna arbitraža pri Makedonskoj Stopanskoj komori. Znači, vrlo jednostavno. Na prvi pogled, rekao je profesor Janevski, su troškovi malo veći, ali samo kad pogledate da ima mnogo manje advokatskih troškova, to ne smiju advokati čuti, jer postupak traje brže i nema žalbe, nema revizije, onda možete izračunati da je ona ipak bitno jeftinija. Međutim, i advokati imaju interesa za arbitražu, jer ne samo da zastupaju stranke. Mi smo imali problema da to objasnimo našim advokatima. Oni mogu biti i arbitri. I na našim listama arbitrama su advokati i oni su dobri arbitri. Čak kao arbitri su stroži prema svojim kolegama advokatima nego sudije državnih sudova koji su isto mogu biti arbitri. Ja se nadam da ćemo na ovom području, mi imamo sporazume o suradnji, recimo arbitraža sa zagrebačkom arbitražom, sa slovenskom arbitražom, sa beogradskom arbitražom i ti sporazumi o suradnji trebaju omogućiti da se na ovom području sporovi između pravnih subjekata iz regije rješavaju pred našim sudovima, a ne da trčimo negdje drugdje po svijetu.
a pružamo, čini mi se, jednako kvalitetne usluge kao što i oni drugi, samo bitno jeftinije. Razmislite, izračunajte i budite racionalni. Ugovarajte arbitražu.